Вака Душко Илиевски од Битола си го враќа филмот наназад и се присетува на најтешките 12 денови во неговиот живот. Денови кои сака никогаш да не се повторат. Во Битола стигнавме во ден кога беше најавен голем студ. За наша среќа не излезе така. И овој пат времето беше на нашата страна. Душко ја прифати поканата за оваа емисија без размислување, како да навикнал тој пред камерите. Тој потекнува од земјоделско семејство. Од најмали нозе е по битолските полиња. Со чколијата, како што вели тој, се скарал после 8 оделение. Но затоа, неговите школски другари ги заменил со животните во нивната фарма. На 7 години веќе знаел да вози трактор. Земјоделието и сточарството се дел од нивната семејна традиција. А се започнало од дедо му Душан, на кого и му го носи името. А и во текот на разговорот ни откри дека имаат и многу сличности со него. Дедо ми беше еден од прочијаните, мислам во Битола можам да речам, првен беше ловџија тој, а од тоа хранеше семејството, тепаше пајки, гаски, па така започнал. Сетнем, купил крави дома, ги чуваше во ова нашата куќа, тогаш немаше, таму беше било бавчи, започнал. Па сетнем ја купил ова нива точно кај што сме тука и почнал да ги гради овие шталите. Значи од тоа почнал да ја храни, да ја одржава семејството. Па татко ми, чичко ми, тетка ми од тоа живееле, значи со тоа ги финансирал целата фамилија. И со работа, мислам, беше прочиен дедо ми во градом. Значи, еден беше, тој, јас неговото име го носам Душан, тој беше еден ценет човек и поштован, мислам, во сите луѓе. Имаше и многу пријатели. Со сите живееше. Па дедо ми нон-стоп беше во Србија, беше во Лесковац, во Зајачар, тие таму градови, куфаше свиње, тука ги препродаваше, куфаше и крави. Цело време работеа до 85-86 година со свиње. Тогаш не одеше, се префрлија на бавчи и чувавме пак некоја крава тогаш и со тоа живееше нашата фамилија. Значи, цело време се занимаваме со стока и со земјоделие. Од кога знае за себе, Душко е по битолските ниви. Но најпрвин сточарството е она од каде започнува тркалањето на оваа земјоделско тркало. А оваа штала е правена 70-та година. Значи овде одгледувавме над 1500 свиње, само беа 200 маторици. Тие години кои имавме, ние бевме први, можам да речем, во Македонија, значи тогаш немаше таква фарма да има некои 1500 грла свиње. Значи, мојот татко се занимаваше и мојата фамилија со гледување на свиње. Тие свињи ги раневме тука, ги одгледувавме и се бавеше со земјоделие. Тогаш не толку со компир, салати садеа, се и со бавчанџиски работеа. После ние со брат ми наследивме тоа, работевме со свиње, па сетнем со свињето не одеше, прескапа беше храната. Се занимававме со земјоделие. Ова земјоделско тркало повторно направило круг наназад. Приказната за свињарската фарма завршува. Престана, значи, многу војската тогаш
не ни ја даваше помијата, за нивни потреби имаа тие свиње и ни ја прекина. И не можевме да обстаниме со таа храна, значи беше прескап концентрато, сточното беше, не можевме, значи 1500 грла да и раниш со сточно и концентрат, не можеш да издржиш, прескапа беше и почнавме да ги уништуваме. Кога ги уништивме, имавме уште 10 крави, ги оставивме, остана уште 120-30 прасина, ги чуваја тие, дори беше дедо ми жив до 93 и 4 година, дедо ми ги чуваше. Тој, мислам, заразен беше во тоа и сакаше да ги чува. Губеше во нив и ги чуваше. Па сетнем дел зеде кокошки, одледувавме едно 1500 кокошки, исто на пазар ги продававме јајцата, со тоа се занимававме. Од шо како одеше работите на кокошки, на крави, на свиње, како одеше работата, така се преориентиравме. Значи не можеме, еве се, да останеме само на едно. Сетнем, татко и мајка ми се преориентира на земјоделие и продава тогаш на времето да Охрид продаваја, Прилеп, Битола, сегде имавме и во Охрид имавме платено тезга, и во Прилеп имавме закупено тезга, имавме комбе, низ сите градови одевме, продававме компири, салати, мислам од се земјоделие, од боранија, бамјан, мислам немаше не стадиме зелка, карфиол, се имаше, продававме по пазари и од тоа живеевме. Слично на неговиот дедо, не само што му го носи името, туку ја наследил од него и љубовта кон стоката. Сточарството и одледувањето свињи е нешто без кое не може да ја замисли живеачката, па макар било тоа една свиња или една крава. Како од мал се залюби во стоката, и ми влезе во крвта да влезам да работам и со свиње и со крави, како што гледате, и ден денес чувам, значи не можам без тока. Едно, две да е, сакам да чувам и да ја гледам. 93 година купив 6 крави. Значи, по моје барање на татко ми сакав пак да чувам крави. Беше платено млекото, мислам, имаше пари да се гледа. Купив 6 крави од Петровац, од Сингилич почнав да купувам, од Маđари, од сегде почнав да купувам и направив едно стадо од 40 грла. Сите ми беа купени, беше тоа добро стадо и го гледав 20 години се расправав со стока, јас лично. Јас се гледав, јас се бев околу стоката. И фамилијата моја, и одледувавме исто и бавчи, и компири се, мајка ми одеше на пазар, ние бевме со стоката и бевме во нивата, работев. И толку сум залюбен во стоката, утре да се плати млеко, да има нешто да тргни, јас пак ќе се вратам на стока. Земјоделското, но и животното тркало на Душко повторно свртело круг наназад. И приказната со кравите завршила. И почнав да ги продавам кравите, дел испродадов за во Косово, лично дојдов тука со камион и торија, сите и продав кој 500, кој 600 евра. Оти почнав да пропаѓам ептен. Значи храна купвај, носи му тука, немаш поќе излез, каде излезам, и сите дел од кравите ги спродадов за Косово. Дел ги спродадов тука на пазар, по 500-600 евра за една крава. А денес гледаме дека една крава е 3200 евра. Ми беше многу тешко. Кога влегов натре да ги празнам фармите, фармата кога влегов натре, цела беше празна. Тоа беше голем шок за мене. И денес ме фаќа морници, значи толку добро стадо да го уништам, за 1 месец го уништив. Испродадов, влегов во големи долгој, заглавив. 30.000 евра влегов со борчив со млекото, дел над 30.000 евра изгубив со кравите и кусуро изгубив. Бев банкнотиран. Тој дел од кравите нешто што ми остана борчив што враќав и дел што ми остана со кравите, купив семиња компири купив. 3 тона купив компири по 100 денари, кило семенски материјал. И почнав да се бавам со земјоделие. Немаше друго чаре, немаше друг излез да излезам. Фамилијата пропаднав, ептене испропаднав, немаше излез. И почнав да се бавам од 2009 со земјоделие. И на пазарот да продавам, и
се од тоа живеам. Испродадов и купив пак крава за да јадат децата дома здраво млеко и неќам да купам од дуќан, да јадат вода. Сакам да јадат здраво млеко и месо и се. Затоа чувам и никогаш нема да се откажам. И кој ќе влезам во шталата, кој ќе отворам натре, кој ќе гледам празна и кој ќе видам што чувам едно 10 кокошки внатре, значи пуста шталата, значи не можам да ја замислам таа слика. Кабе 20 години да се бавам, 20 години јас лично го носев млекото во битолска млекара, и јас лично го предавав. И сега денес да ја гледам пуста, да нема ништо внатре, само една крава и 2 праси. Значи толку ми е тешко што не можам да си замислам дека ова ми се случи. Денес тој е посветен само на земјоделието. Од 5 хектари кои ги обработува семејството Илиевски, битолчани се снабдуваат со компир, пиперки, салати. Земја работи околу 5 хектари. Беше кој чував кравите, дел садев првен грашак, после го косев грашакот, садев силажа. Дел беше саден со компири, со салати, исто вака со лук, кромит, како што гледате. Сета површина беше насадена. Тој себе си се доживува како борец за правдата и вистината, било да е тоа сопствената или на млекарите. Не само Душко да биде купен за 2 динари, а другите земјоделци сточари да страдат. Може и бев јас виновен. Зошто не го прифатив тоа? Значи, дел сетнем од другите сточари седеа настрана, не го бранеа Душко. А јас ги бранев сите земјоделци. И ќе ги бранам. Значи, јас ја барам правината, не барам за Душко да биде купен за месец од 200-250 евра или 300, не може никој да ме купи. Или 500 или 1000, не знам колку да ми понудат, не може да ме купи. Значи ја барам истата што ќе биде за Душко платено млеко, истото да беше и за другиот платено млеко. Направив многу добро, големо стадо, мислам со млечни крави беа, испод 20 литри немав подолу со млеко крава. Значи во битолска млекара носев 650 кила дневно млеко. Купив лактофризерот тон, испремав шталите со поалки и со се внатре да биде како што треба, ама ете за жал изгубив, влегов внатре, испродадов зошто пошто стоката. Ќе се работи реалноста да се кажи и вистината за било кој или за мене или за друг, бараме стално правината, ама правина денес да бараш е многу тешко. Никогаш не ми било мака да работам и 12-14 сати имам работено, значи не ми било мака и не сум осетил мака. А најпоќе што ми влегва во глата што ги лежев оние 12 дена во притвор, тие ми беа најтешки и најбурни. Значи, кога се осеќам јас да работам физички и јас да лежам 24 сати 2 метра на 2. И таму да јадам, таму сите услови в клозет и сите работи. Значи, тоа прв пат во животот мој во 35 години го доживеев да одам, да лежам притвор. А не само јас. Јас, ако бев самиот, немаше да се жалам толку, а што воведе мојата фамилија, татко ми и брат ми, и да ми страда дома фамилијата. Значи, татко ми 56 години, 57, никогаш не бил
обвинет, никогаш не бил притворен во полиција, никогаш не го знаел кај е црмост. Така и брат ми во 38 години не знае ни полиција што е, ни затвор, ни притвор. Исто и јас. Значи, да дојдам, зашо, да имав некоја вина, еве кај што работам нон-стоп, 20 години се занимавам со стока, башка со земјоделие, значи од кога почнав, од кога знам во глата кој ми е врзано, сум со земјоделието, со сточарството. Значи никогаш непоштено не сум заработил ниту денар. Или мојата фамилија да заработи, или татко ми, брат ми, или дедо ми што бил. А стално сме заработвале со труд и со работа. И сме спечалиле и куќа, и кола, и трактор, и се со работа. Значи не познаваат нас како фамилија, не знаат цела Битола, кои сме ние работници, и што работиме и што произведуваме. Можам да кажам дека сме први во пазарот и со компир, и со сите земјоделски работи. Значи тракторот јас го тарам 3 тона со роба и го носам на пазар. Кој е тој еден земјоделец нека тори толку роба и нека излези на пазар нека продава. Сум способен за се да произведам и никош не сум остал фамилијата да ми страда некоја залеп. Стално сум наоѓал и работа да се снајдам и да продам и се. Значи тие денови ми беа најпеколни, да паднам притвор за шо? За некаква трева, некој коноп, кој го има ни село поле. Познат и сите бавчанџи кои се земјоделци, не само го има во град Скопје, сегде го има тоа. Значи да бе виновен, ќе одев јас самиот и ќе речев да, го направив ова. А тоа никогаш не сум го направил, не имам намера некогаш во животот да направам. Пошто имам фамилија, 2 деца, кои треба јас да ги гледам, а не да јас сега на овие години да седам да работам со марихуана, да сум продавал дрога и да ги оставам децата на улица. Значи не сме таква фамилија. Ни дедо ми ги остал, ни татко ми, па ни јас нема да ги оставам деца. Стално сум работил со поштено. Ни сакам да ги насочам во земјоделие, ни сточарство. Порно друга работа да работат, од нешто да се занимаваат со сточарство или со земјоделие. Еве, детето ми е 3,5 години, стално плачи да го земам со мене и со мене на трактор, по нивието, сегде е со мене кој ќе дома плачи да го земам. И стално го бркам да не иди со мене. Оти таа е тешка работа и напорна работа. Значи, ако може некој да работи за 10.000 плата, па зошто и тој да не работи и да се мачи онде во земјоделието. Никогаш нема да ги оставам да влезат во земјоделие или во сточарство. Па не знам макар и колку пари да имаат. Се поздравивме со Душко и го оставивме со надеж дека еден ден неговите штали повторно ќе бидат полни со стока и дека нема да има потреба да го запознаваме преку телевизиските камери. А ние, со нашата камера, заминавме на некое друго место, кај некои други луѓе.